задоволство ми е што можам да го прогласам ова како юбилеј, како нешто што почна од идеја, прерасна во голема традиција и прерасна во еден огромен настан. Му се заблагодарувам на градоначалникот на општина Велес Марко Колев, кој е денес со нас, како и на организаторите на спортовите одбојка на песок и на фудбал, тоа се Трајче Миланов и Жанко Спасовски. За оваа година веќе се финализирани пријавите и затоа можам да кажам дека ќе биде рекордна година. Оваа година ќе има над 700 надпреварувачи и веќе се пријавени над 100 странски играчи, од кои новост е дека имаме и фудбалска екипа тим од Турција, како и стандардните преразгледи шпанци во одбојка на песок. Затоа ќе му давам збор сега на градоначалникот на општина Велес да каже збор-два за овие игри. Благодарам. Благодарам, Бубе. Еве од една прекрасна идеја, 5 години со добра организација одлучуваме юбилеј на овие спортски игри. Јас сакам да им се заблагодарам на овие прекрасни луѓе кои што се до мене и околу мене и што се дел од тимот кои што ги организираат овие спортски игри, заради тоа што покрај многу работи кои што се карактеристични за Велес во делот на историјата, во делот на културата, сме карактеристични, можам да кажам, само после 5 години за овие спортски игри. Нас кои што го очекува цел Велес, го очекува цела Македонија, согласно тоа што имаме како информации, имаме гости од 11 земји. Како што кажав, идејата ми беше представена пред 5 години, ја прифатив и мислам дека до денеска одлично функционираме и јас надам дека извршувам позицијата градоначалник, имате максимална поддршка и од мене, и од општината, и од Советот, заради тоа што ова вреди да се прави во Велес, заслужува, заради тоа што се што е поврзано со култура и спорт, а во конкретниот случај со спорт, ги обединува нашите граѓани и значи наставка и траење од секојдневните работи што ни се случуваат. Овој прекрасен настан ќе се случи од 1 до 6 јуни во нашиот прекрасен градски парк. Има 4 спорта, баскет 3x3, како што популарно го знаеме, фудбал, одбојка на песок и тенис. Претходно спомнам дека имаме надпреварувачи од 11 земји: Македонија, Србија, Црна Гора, Турција, Америка, Италија, Шпанија, Куба, Иран, Германија и Албанија. Наградниот фонд за освојувачите на прво, второ и трето место е над 1 милион денари. Поддршката од страна на општина Велес е 600.000 денара и целата логистика која што ја даваме во делот на уредување на паркот, ангажирање на комуналното предпријатие и другите предпријатија во парк спорт. Тука мислам дека се вклучува и Лазар Лазаревски, нашиот дом, така да сите локални и државни институции се ангажираме во делот на логистика на овој настан. На крај ми преостанува на сите велешани, на сите македонци, масовно да дојдат во градскиот парк и да уживаат овие 6 дена во голем број на спортски надпревари, заради тоа што спортот, движењето е тоа што навистина мене да го значи. Благодарам. Исто така сакам и јас да се заблагодарам на сите институции кои се дел од логистиката на овој настан, почнувајќи од ЈП Парк спорт и паркинзи салата, ЈКП терен без кој не можеме никако да ова го организираме, како и ЈЗУ здравствен дом Велес, Лазар Лазаревски интернатот, каде што веќе традиционално ги сместуваме спортистите од страна, да им се заблагодарам на пожарникарите и сега сакам да му дадам збор на организаторот на спортот одбојка на песок, на организаторот на спортот кој ни носи најмногу интернационални спортисти, кој можам да кажам дека од година во година го прави се поквалитетен и се поконзистентен господин Трајче Миланов. Трајче, благодарам, Бубе. Најпрво сакам да им го честитам юбилеот ова пето издание на дечките што ја вроди ова идеја, што неуморно работат овие 5 години, Бубе, Филип и Гордан. И чест и задоволството е моја што сум дел од овие игри, во тоа што најдобро го знам одбојката. Од самиот старт од првата година почнавме
со интернационалци успеавме да го задржиме континуитетот, дел се повторуваат истите луѓе, тоа е доказ дека и на тие луѓе што одат на светски надпреварувачи, поготово шпанците, имаме и црногорци репрезентативци во одбојка на песок, значи чим се враќаат, им се свиѓа настаната преубав и годинава. Се надпреваруваме во 3 категории, мажи, микс и жени, кои што веќе се пополнети, се бараше и место плюс, но сега временски толку е ограничувањето и костурот ни е полн. Исто си имаме екипи година од Шпанија, имаме од Србија, од Косово, имаме интернационалки, имаме и од Америка, што ќе дојде еден играч, Украинка, така да и оваа година ги поканувам сите љубители да дојдат најпрво на добра забава, дружење, да следат квалитетна одбојка, но и во останатите спортови. Ви благодарам. Кои категории рекоте? Мажи, жени? Мажи, жени, микс, тоа е машки и женско, да. Трајче, благодарам. Ние тука и твојот партнер, организатор на спортот, од дека морам да го кажам, тоа е Жарко Колев, го поздравуваме оваа прилика, а сега чести задоволство мене ние да го представам и организаторот на спортот фудбал, односно мал фудбал. Тоа е Жарко. Жарко што имаше најмалку проблеми, од да имаше 120 екипи, 120 екипи ќе се пријавија, така да Жарко поведе. Благодарам. Нема да звучам скромно. Доказ дека за овие 5 години оваа спортска манифестација прерасна во најдобрата спортска манифестација во Македонија, доказ дека во рокот еден работен ден се пополни бројот на екипи во фудбал, тоест 20 екипи. И како што напомена Бубе, ако имаме простор за уште 100 екипи, за уште 100 екипи има заинтересираност. Така да морам да го напоменам тоа дека баш тоа е доказ дека за овие 5 години оваа спортска манифестација прерасна во број 1 спортска манифестација во Македонија. Сакам да заблагодарам на сите пред се велешани и сите македонци што ја препознаа оваа идеја. Исто доказ за тоа е дека и до 3 пополно се седи на мислам во паркот и се гледа до последниот свиреш на судијата. Благодарност огромна до сите посетители и ги поканувам сите велешани, сите македонци да дојдат и оваа година исто како во претходните 4 и да уживаме сите заедно во една спортска и одлична атмосфера. Фала ти, Жарко. Оваа прилика ја сакам да се заблагодарам во Фудбалската федерација на Македонија. Посебно поради за спортот фудбал зборувам, поради тоа што оваа година прв пат излегува со подршка, го препознаа проектот дека веќе станува, што рече Жаре, еден од најголемите, можеби најголем спортски настан во Македонија, така да и таа е голема подршка во делот на спортот, во делот на фудбал. Посебно сакам да им се заблагодарам на Министерството за спорт, Министерството за спорт кој веќе 4-та година еве стои позади нас и кој оваа година дава поддршката и да го поздравим министерот за спорт Борко Ристовски, кој се надевам и мислам дека ќе дојде и на самото отварање, беше и лани присутен и го потврди она што сите го кажуваат. Сакам да ги поздравам сите спонзори. Овој настан е поддржан од ВЛТ, Државно видео лотарија на Македонија и Касино со Австрија веќе втора година поред. За жал оваа година немаме представник поради тоа што не беа можност да пристигнат, меѓутоа тие се нашиот партнер без кој овие игри реално нема да може да се одржат и се надеваме дека оваа соработка која почна ланската година ќе продолжи оваа година, значи дека се задоволни од настанот и се надевам дека ќе продолжи со години и со години. Сакам да им се заблагодарам и на сите други спонзори, приватни фирми, како од Велес, така и од цела Македонија. Ги имате по сите постери, ги има и нова, да не ги набројувам сега, за да добиеме на време, меѓутоа ви благодарам многу, ви благодарам што препознавте идејата и во овие тешки времења што ни помогнавте, бидејќи без оваа поддршка, овој огромен настан нема да може да се одржи. Јас ви благодарам од срце, сакам да ги поздравам моите другари, веќе ги поздрави тале, тоа се Гордан и Филип. Работиме навистина неуморно, навистина оставаме срцето, го оставаме тука за велешаните и македонците да можат да уживаат. Уште една само работа сакам да кажам, нова категорија оваа година имаме, тоа е женскиот фудбал, кој веќе е, да речеме, потполнет со 6 екипи, така да баш ми мило што ги вклучуваме и жените. Ги поздравувам тука и организаторите на баскетот 3x3, Петре Виларов и Донче Гојчев, како и организаторите на тенисот Владко Јаковлевски и Коки Петров.
Фала ви на присуството. Дојдете сите од 1 до 6 јуни, отворањето е во понеделник во 20 часот, официјалното отворање, ќе има имали изненадувања и да го најавам и фуд корнерот. Никој година нема да остане гладен, ако некој лани останал гладен, година верувате дека апсолутно никој нема да остане гладен. Ќе имаме 8 штанда за храна, како и 3 до 4 за пијалоци, освежителни. Дојдете, посетете, ќе видите многу нови работи и уште еднаш уживајте. Ви благодарам. Кога отворањето понеделник во 20? 20 часа. Така ќе биде кај што беше